Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Има ли мобинг во општинската администрација? Е прашањето што произлезе по седницата на Советот на општина Кочани, на која се разгледуваше предлогот за измена и дополнување на годишниот план за вработување. При тоа советниците изнесоа сопствени ставови за и против нови вработувања, но се обелодени и дека има случаи на неработење кај поединци кои се на високи раководни позиции во општинската администрација. Дали е мобинг ако од службеник во администрација се бара да ги извршува вообичаените работни задачи? Тоа е главното прашање што остана да виси во воздух по последната седница на Советот на општина Кочани, на чиј дневен ред се најдоа измените и дополнувањата во планот за вработување во општинската администрација. Острите дискусии и зајадливите коментари меѓу советниците за тоа кој кого и на кое место вработил свој близок во еден момент преминаа и во лични напади и дисквалификации. Присуството на медиумите на седниците очигледно е дека се користи за дополнително да се засили реториката, а кај граѓаните да се создаде соодветен впечаток. Сепак, на седницата имаше и конструктивни размислувања и предлози за прераспределување на веќе вработените на други работни позиции и задачи. Оценето беше дека имало и политички притисок од централно ниво за нови вработувања. Не е смешно, не е за заштеда, не се тоа. Целта е вие доаѓате од приватниот сектор. Да ве прашам само една работа. Еве јас доаѓам од приватниот сектор. Дали можем на мене некој да ми нареди јас да примам сега уште двајца луѓе, а знам дека тоа е нефункционално или можам да направам прераспределба на тие што работат внатре? Зашто не ја сватиме на ситуацијата во приватниот сектор? Значи, кога го гледаме приватниот сектор и доаѓаме, го гледаме од една страна. Кога доаѓаме во државниот сектор и државната администрација, го гледаме од друг дел. Целта е и во ваша полза. Притисокот е толку голем за да се случат овие вработувања. Пред и под дискусијата на советникот Митев имаше повеќе меѓусебни обвинувања за партиско влијание при вработување на блиски. Сепак, она што најмногу сврте внимание, а никој не сакаше гласно и јасно да го признае, е дека во администрацијата, без разлика дали е јавна или општинска, има поединци кои недоволно или воопшто не се ангажираат на работните места. Нивните предпоставени открија дека дел од нив се на високи работни позиции. Значи, јас најодговорно ви тврдам дека до денеска, значи, никој за ниту една работа не ни се јавил и не ни направил притисок, а најмалку во делот на вработување. Во општинската администрацијата, кога луѓето ќе ги сакате да ги ставите во функција, тие ве обвинуваат за мобинг. Знаете, кога не е мобинг некој да седи, ние имаме раководни лица кои не можеме да ги најдеме по канцелариите, разбирате? Ако ќе му дадете работни задолженија, тоа е мобинг за него. Знам, нема да се сложиш со мене, заради тоа што не размислуваме така. Во твојата организација и во организацијата од каде што доаѓам, работникот доколку не е функционален и работи кои апсолутно не само што не се во интерес на општината, туку влијаат негативно на општината, ќе седнете, ќе се разделете со него. Овде не може така. Овде нема одговорност, луѓето овде не се идентификуваат со институцијата во која припаѓа. Тоа е основна работа, луѓето не се идентификуваат. Мислам, зборам за мал број. Сепак, јас и преска кажа благодарност на голем дел од луѓето кои се вложуваат во работа и сите оние капитални инвестиции каде највеќе ја трошиме енергијата, даваат допринос за нив. Поплаки од граѓаните за бавноста или за неработењето во јавната и општинската администрација имало и ќе има. Сепак, зачудува изнесениот податок дека токму оние кои се поставени на одговорни позиции и кои најмногу треба да придонесат за нормалното функционирање на државните институции, не се на своите работни места или не се лојални на позицијата од која заработуваат. Најавените дисциплински мерки веројатно ќе треба да се спроведуваат без разлика дали некој е на раководно место. Се разбира во интерес на граѓаните кои го плаќаат вработениот во администрацијата. Смешани патроли од земјоделскиот инспекторат, полицијата и противпожарната единица, општина Кочани спроведува активности за воредна контрола на загадувањето на воздухот. Се контролираат повеќе делови од градот и населените места, а ќе почне и медиумска кампања за подигање на јавната свест за заштита на животната средина и намалување на аерозагадувањето. Општина Кочани во соработка со Државниот инспекторат за земјоделство и со противпожарните и полициски служби организира мешани патроли како дел од мерките против загадувањето на воздухот.
Во тек се заселени вонредни инспекцијски контроли од тимови што работат во 2 смени на територијата на целата општина, и во градот и во населените места. Направени се увиди на улицата Тодосија Паунов во централното градско подрачје, како и на улиците 14-та бригада, потоа кај фабриката за вода во Ромското Маало, населбите Трајаново, Трло и Усова Чешма, како и во селата Мојанци, Подлог, Грдовци, Прибачево и Оризари. Истовремено се врши инспекција и на земјоделските површини и се постапува при откривање на случаи за палење на стрништа, како и за други дејствија што ја загрозуваат животната средина, меѓу кои и палењето гуми. Лабораторијата Еколаб од Прилеп, како избран изведувач за дополнително мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух, ја утврдува состојбата со PM частичките и издувните гасови во воздухот на локации што се детектирани од страна на инспекцијските служби, но и од телефонските јавувања на граѓаните. Од општината информираат дека е остварена средба со представник на граѓанското движење за чист воздух, при што е утврдена на тамошната соработка за да се одговори целосно на задачите и да се придонесе во намалувањето на загаденоста. Заклучено е дека од голема помош е неодамнешното решение на Државниот инспекторат за животна средина да се забрани работењето на индустријски загадувач, а апелите се и понатаму поединците, институциите и компаниите што поседуваат интегрирани еколошки дозволи да работат одговорно и совесно. Според информациите од комуналното предпријатие Водовод, на дневна основа се прави површински третман со земја на градската депонија, а наскоро ќе се спроведе и силиконското затворење на критичните позиции за да се спречи чадот од внатрешното согорување на метанот. Проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, со кој сламата од оризовите ниви ќе се користи за потребите на пречистителната станица за отпадни води, веќе се реализира, за да се намали навиката на земјоделците да ги палат страништата. За таа цел изработени се и едукативни медиумски содржини, што треба да помогнат во градењето на јавната свест за намалување на аерозагадувањето. Оджаците на зградите за колективно домување да се исчистат навреме, како не би имало интервенции во текот на зимата. Апелот доаѓа од територијалната противпожарна единица на Кочани, а важи и за лицата во индивидуалното домување и куќите. Со почетокот на грејната сезона се зголемува и бројот на интервенции на територијалната противпожарна единица на Кочани на запалени оджаци. Стамбените објекти, бидејќи имаат обврска да достават писмен допис до територијалната единица, дали навреме ги исчистиле оджаците или не. Од единицата на Кочани велат дека имаат увид и дека поголем процент од зградите за колективно домување се веќе завршени. Апелираат тоа да го сторат и останатите куќни совети. И не само на зградите, туку од територијалната противпожарна единица на Кочани апелираат и до лицата кои живеат во куќи да си го исчистат оджакот навреме, бидејќи чести се пожарите на запален оджак и кај индивидуалното домување, а последиците и штетите се огромни. Со започнувањето на грејната сезона, сакаме да упатиме едно потсетување до граѓаните на општина Кочани за законската обврска за чистење на оджаците. Тоа е еден вид превентива која во голема мера ќе го намали ризикот од пожар и се надеваме дека оваа наша препорака ќе биде сватена сериозно, бидејќи во овој период од годината се многу чести пожарите настанати токму од нечистени оджаци. Со овој апел пожарникарите очекуваат дека ќе се подигне свеста кај граѓаните за навремено и редовно чистење на оджаците, а со тоа да се намали и бројот на интервенции од запалени оджаци. Инаку Паунов информираше дека во последните 3 месеци од годината територијалната противпожарна единица на Кочани интервенирала во 107 случаи на пожар од различен карактер, најчесто на пожари од отворен простор. Компанијата Мак Прогрес во соработка со граѓанската иницијатива Сакам да останам од Битола организираше отворен ден за матурантите од општината. Трета година поред на матурантите компанијата им дава можност за практична работа и насоки за професионално насочување. Матурантите од општина Виница веќе имаат отворени предизвици за работа и заработка. Најголемата компанија Мак Прогрес им ги отвора вратите на матурантите во неколку различни насоки кои може да ги искористат уште во текот на зимскиот и летниот период или веднаш по завршувањето на средното училиште, а веќе работи на идејата за отворање на институт за истражување и развој на кадри во 2020 година.
Трета година поред Мак Прогрес организира отворен ден со големото семејство на Мак Прогрес, кај што на матурантите, идните матуранти кои се оваа година завршуваат средно образование, им даваме можност за практична работа, можности за даваме насоки за нивно насочување професионално, кои се тие професии кои се подобро платени, кои се барани на пазарот на труд, па и во нашата компанија. Најавивме развоен институт кој треба да почне да се гради во почетокот на 2020 година и треба да биде готов планираме да биде готов до септември, во кој ќе може во наредните години да правиме развој и на кадрите и на производите на Мак Прогрес. Претежно во кондиторската индустрија, меѓутоа и други. Таму ќе понудиме можности за соработка со стартап компании, ќе понудиме можности за туристички посети на екскурзии од широм Република Македонија, ќе понудиме можности за разни презентации, обука, а ќе формираме и академија со 3 курса кои ќе бидат во делот на економските науки, како менеджмент, продажба, маркетинг, потоа во делот на електромеханичките работи, како што е побараната професија мехатроника, и во делот на прехрамената технологија, каде што ќе обучуваме наши вработени, меѓутоа и идни млади лица кои ќе сакат да го завршат тој курс за прехрамена технологија, контрола на квалитет и воведување на стандарди за квалитет на храна. Моментално е во процедура на проектирање, кога ќе биде целата проектна документација готова и кога ќе добиеме дозвола за градба од општина Виница, планираме да почнеме со градба и некаде за 6-7 месеца да биде спремно за пуштање во употреба. Наредна година Мак Прогрес слави 30 години од своето постоење, па еве тој објект ќе биде на начин да го облежиме 30 годишното постоење со едно свечено отварање на тој објект. Како одлична вест за овие средношколци е и новата владина мерка во најава за финансиска поддршка на младите лица до 23 години. Тоа беше вчера објавено од страна на премиерот и одлична е таа вест. Ја ценам како одлична можност за младите, како дополнителни средства кои ќе се влеат во нивниот директен буџет директно од страна на државата, значи младите кои ќе се вработат во производна компанија, како што е Мак Прогрес, покрај тоа што ќе си имат плата од компанијата, ќе добијат и дополнителни 3000 денара од државата, како младински додаток, кој ќе им биде сигурно многу корисен за нив. Виница како општина е доста тешка за вработување во поглед на недоволен капацитет на баратели на работа на пазарот на труд. Тоа се должи на оцелувањето сите овие години кои се случуваше, па не последните 3 до 5 години, него и поназад кога збораме 10, 15, 20 години. Ние правиме многу програми и напори да ги задржиме нашите кадри со солидни примања, со добри програми, со можности за развој, можности за обука, со плаќање на сите додатоци кои се по законска основа. Меѓутоа, вработуваме и вработени надвор од општина Виница. Имаме вработени од Кочани, вработени од Беровскиот регион и од Македонска Каменица. Значи, претежно е од Виница и општина Виница, меѓутоа имаме и вработени од надвор. Целта ќе биде и понатаму да развиваме програми за нивна мотивација, пред се за да остануват постојните вработени, меѓутоа и за наредните потреби да ги надополнуваме со млади луѓе кои ќе сакаат да останат во Македонија. Кон оваа иницијатива на Мак Прогрес се вклучи и граѓанската иницијатива Сакам да останам, чија главна цел е да ги мотивира младите иднината да си ја пронаоѓаат овде, а одличен мотивационен говор одржаат членови од Сдруженијето. Да ве охрабриме дека исто тоа може вие да го постигнете и тука. Без разлика каде си, без разлика што си, се додека работиш доволно напорно на себе, се додека се развиваш, ти можеш да бидеш прекрасен професионалец, дали ќе биде тоа во Виница, дали ќе биде во Битола или во Скопје или било каде во Македонија. Инаку компанијата Мак Прогрес и понатаму го држи нивото на најразвиена компанија со 760 вработени, која остварува и најголем извоз во државата, а до година ќе слави 30 години од своето постоење.
Во организација на општина Кочани в недела на 17 ноември во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи музички перформанс Конфронт, во кој под палката на белгиецот Матајс Бертел 8 млади белгиски, француски, словенечки и македонски поп и рок музичари и визуелни уметници создадоа дела во кои музиката и сликите се неразделиво поврзани. Конфронт е реализиран од страна на млад привремен меѓународен колектив, артистичка креација каде што совршено се вклопуваат минатото и сегашноста. Под палката на белгиецот Матајс Бертел, 8 млади белгиски, француски, словенечки и македонски поп и рок музичари и визуелни уметници создадоа дела во кои музиката и сликите се неразделиво поврзани. За време на престојот во различните места, 8 уметници беа инспирирани не само од приказните на воениот фронт што ја пресекол Европа од исток кон запад пред 100 години, туку и од Втората светска војна, балканските војни и тековната бегалска криза која се уште ја мачи Европа. Конфронт е и прекограничен и пионерски. Границите исчезнуваат, жанровите се стопуваат, индивидуалните приказни од минатото и сегашноста се кристализираат во една болна универзална реалност. Историјата и понатаму немилосрдно крчка. Тоа што беше навидом исчезнато за секогаш, може повторно да стане важно тековно прашање. Музичкиот перформанс ќе се одржи в недела на 17 ноември во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, а истиот е во организација на општина Кочани. Влезот е слободен. И за крајот вестите информацијата од спортот. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција се одигра 9-то коло во кое женскиот фудбалски клуб Кочани како домаќин ја победи екипата на Љуботен од Тетово. Со тоа нашата екипа се оддалечи од дното на табелата, но се уште е во опасната зона за напуштање на лигата. Нова победа во овогодишното првенство на првата фудбалска лига постигна женскиот фудбалски клуб Кочани, со што колку толку го подобрува впечатокот од почетокот на сезоната. Во рамки на 9-тото коло на домашен терен, нашите девојчиња ја пречекаа екипата на Љуботен од Тетово и ја поразија со високи и убедливи 6:0. Со тоа, по 3 бода против Плачковица во Радовиш, новата победа, втора поред, им обезбеди вкупно 7 бода, со кои тие се најдоа на 11-тото место од вкупно 14 екипи во првенството. Сепак, се уште е рано да се каже дали серијата победи ќе продолжи и ќе овозможи порелаксирано да се дочека паузата пред пролетниот дел, со оглед што нашиот тим за противници досега имаше екипи од дното на табелата. Новиот предизвик доправа престои, со оглед што токму в недела во рамки на 10-тото коло женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Битола против Топ Гол, екипа која исто така грчевито се бори за стабилизирање во средината на табелата и има само 1 бод повеќе од нашиот клуб. Со оглед што со одлуката на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија годинава од лигата ќе испаднат дури 6 екипи, сериозно е прашањето дали кочанскиот женски фудбалски прволигаш ќе го задржи досегашниот статус. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.